Четврток, 29 јануари 2026 година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Средношколците од гимназијата Добри Даскалов во посета на Михајлово. Кавадаречкиот бисер и овој пат се покажа како идеална дестинација во овие зимски денови. Средношколците од прва и втора година при средното општинско училиште гимназија Добри Даскалов денеска уживаа во вистинска зимска авантура на ски центарот Михајлово. Ден исполнет со позитивна енергија, дружење и многу радост на снегот. Со одлични услови за зимски активности, Михајлово и овој пат се покажа како идеална дестинација. Уредените патеки, меѓу кои и новата патека долга 1200 метри, овозможија незаборавно искуство за сите љубители на снегот и зимските спортови. Белата природа, свежиот планински воздух и насмевките на учениците ја направија оваа посета посебна и незаборавна. Продолжува реконструкцијата на Кавадаречкиот градски базен. Се очекува по завршувањето на реконструкцијата градскиот базен да профункционира како забавен воден парк. Изминатиот период интензивно се работи на реконструкцијата на градскиот базен во Кавадарци. Се одвива градежни активности за намалување на нивото на базенот со комплетно нови плочки, нов пумпен систем за вода и филтри. На дел од големиот базен ќе следува поставување на тобогани, а другиот дел ќе си остане рекреативен. Во малиот детски базен ќе се постават детски реквизити за водните лудории за децата, а во партерот ќе има и детско игралиште на гумена подлога. Комплетно, односно во целост, ќе се реновираат тоалетите, соблекувалните, тушевите, партерот околу целиот базен, собата за доктор, влезните партии, ќе се постават нови кровови на постоечките шанкови, лежалки и се што е потребно за градскиот базен да функционира како забавен воден парк, како за младите, така и за повозрастните. Еднодневна работилница за дигитално земјоделство во Неготино. Целта на работилницата е неготинските земјоделци да ги искористат придобивките од новата технологија за поголеми приноси и помали трошоци. Утре во Неготино ќе се одржи еднодневна обука за дигитално и прецизно земјоделство, која ќе се одржи во соработка со дипломираниот инженер агроном Марио Петковски. Светот се менува, а со него и начинот на кој ја обработуваме земјата. Целта на обуката е да им се помогне на неготинските земјоделци да ги искористат придобивките на новата технологија за поголеми приноси и помали трошоци. Настанот ќе се одржи утре, петок, во салата на општина Неготино, со почеток од 10 часот. На оваа обука ќе се говори за воведување на дигитални алатки кои овозможуваат прецизна контрола на посевите, заштеда на ресурси и модернизација на производниот процес. Сите присутни по завршувањето на настанот ќе ја добијат комплетната презентација и едукативни материјали директно на својата имејл адреса. Во Неготино 4 дена ќе се слави неделата на виното по повод Свети Трифун. Дегустација на најдобри вина и раки, тематски изложби, закројување, трейл трка и настап на Next Time. Општина Неготино ја објави официјалната програма за овогодинешното одбележување на празникот Свети Трифун, недела на виното 2026. Неготино и оваа година широко ги отвора портите за сите љубители на доброто вино, традицијата и македонската песна.
Подготвена е богата 4-дневна програма која ќе започне во четврток на 12 февруари со надпреварот во дегустација на најдобрите вина и ракии од индивидуалните производители. Во петок на 13 февруари ќе се одржат две изложби, и тоа традиционална изложба на старите занаети со демонстрација на изработка од Сдруженијето на граѓани стари занаети и уметнички творби на тема Свети Трифун од учениците од Основното училиште Гоце Делчев. Во сабота на 14 февруари во Старата градска чаршија ќе се одржи промоција и дегустација на вино, маџун и равенија, ќе има настап на културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев, ќе се закруи виновата лоза и ќе се доделат наградите на индивидуалните производители на вино и ракија. За музиката и за забавниот дел ќе се погрижат и ќе бидат задолжени незаменливите Next Time. Манифестацијата ќе заврши во недела, 15 февруари, во Долни Дисан, каде ќе се одржи трейл трката за вино и љубов. Се размислува за воведување дневен центар за активно старење во општина Росоман. Градоначалникот Крстевски имаше средба со представници од росоманските пензионери и Центарот за асистенција од Скопје. Градоначалникот на општина Росоман Ѓорѓи Крстевски заедно со пензионерите од општина Росоман разговараше за можностите и чекорите за реализација на проектот за воспоставување на социјалната услуга Дневен центар за активно старење во општина Росоман. Со Сдруженијето за грижа и нега во Домот Центар за асистенција Скопје и представниците на пензионерите од Росоман беше одржан конструктивен состанок на кој се разговараше за идните ангажмани, можностите за соработка и унапредување на грижата и квалитетот на животот на повозрастните сограѓани. Општина Росоман продолжува посветено да работи на развојот на социјалните услуги кои значат поддршка, активност и достоинствено старење за росоманските пензионери. МПЦ утре го слави денот на Свети Антони Велики. Иако беше некнижевен, тој им беше советник и учител на најучените луѓе од неговото време. Преподобен Антони Велики, мисирец роден околу 230 година во некое село Кома, близу Хераклеа. По смртта на неговите благородни и богати родители си го подели наследството со својата малолетна сестра, ја згрижи кај некои роднини, својот дел им го раздаде на сиромасите, а самиот во 20-та година од животот се посвети на подвижнички живот, како што тежееше од детството. Најпрво се подвизуваше во близина на своето село, но за да го избегне онеспокојувањето од луѓето, се оддалечи во пустина на брегот од Црвеното море, каде што како затворник помина 20 години не дружејќи се со никого, освен со Бога преку непрестајна молитва, богомислие и созерцание, поднесувајќи ги неискажливо, трперливо демонските искушенија. Неговата слава се пренесе по целиот свет и околу него се собраа многобројни ученици кои што ги поучуваше со пример и со словото на патот кон спасението. За 85 години од неговиот подвижнички живот само 2 пати отиде во Александрија, и тоа првиот пат да бара мачеништво во времето на гонењето на црквата, а вториот пат на повик на светиот Атанаси, за да ја собори клетвата на ариевците дека Божем и тој ја прифатил Ариевата ерес. Се упокои во 105-та година од животот, а за себе остави цела војска следбеници и ученици. Иако беше необразуван, им беше советник и учител на најучените луѓе во негово време, како што беше и светиот Атанаси Велики. Кога некои елински филозофи го искушуваа со книжевна мудрост, Антонија ги застрами со прашањето: што е постаро, разумот или книгата? И кој од тие двете е причина за другото? Засрамени филозофите си разотидоа
зашто видоа дека самите немаат книжевно памтење без разум наспорти разумот што го има светиот Антони. Тој е човек кој го достигна совршенството кое воопшто може да биде достигнато на земјата. Тој е воспитувач и на воспитачите и учител на учителите. Цели 85 години се преобразуваше себе си, па само така имаше сила да ги преобрази и другите. Исполнот со многобројни години и добредетели, светиот Антони се упокои во Господа во 335 година. Во некои краеви од нашата земја, Свети Антони го преименувале во Андон или Андонија. Заблуда или недоволно информирање на темата кој утре слави именден Тони и Антонија или Доно и Донка. Сите што се поврзани со името Свети Антони, значи може да прославуваат Антони, Антонија и Тони може да прославуваат. Но најбитно од се е да прославуваат сите достоинствено. Како што вели Светата Црква, треба да дојдат во храмот, да присуствуваат на Светата литургија и така достојно ќе му принесеме на Бога жртва, односно учествувајќи во Светата литургија, ќе го прославиме достојно празникот на Светиот Антонија. Морам да спомнам, еве во нашите краишта, обично владее таа една фама, не е Антони, туку е Андонија. Значи, обично, нели, досега Донка, Доно и тие го чекаа именденот. Па самото житие и самиот светител во житието е пишен како Свети Антони. Не е Андон пишен, туку Свети Антони. Затоа, велиме, прославуваат оние што имат име Антони, Антонија и Тони, поврзано со Антони името. Но сепак пак истото сакам да го повторам, бидејќи ние сите како луѓе гледаме за гостите да го принесеме, да го чистиме домот, да биде најсвечено, но сепак тоа го принесуваме за душата и треба да дојдеме во храмот за достојно да го прославиме светителот. МВР ги објави прекршоците и казните за безбеден град. Од 1 февруари стартува казнувањето за сите сообраќајни прекршоци, снимени од камерите на Safe City. Најголемата казна за прекршок снимен со камерите на безбеден град изнесува 500 евра. Казната е за учество во сообраќај со нерегистрирано возило или со истечена возачка дозвола. Ако истекот на сообраќајната дозвола е до 30 дена, тогаш казната е 100 евра. Од Министерството за внатрешни работи ги објавија казните за прекршоците од системот со камери, безбеден град, кој треба да стартува од 1 февруари, откако на 23 јануари собранието со 81 глас за ги донесе измените на Законот за прекршоци. За пречекорување на брзина во населено место до 10 км на час над дозволеното, казната е 15 евра. Од 10 до 30 км на час, казната е 50 евра, а 300 евра плюс забрана за управување со возилото од 3 до 12 месеци, ако се вози од 30 до 50 км на час над дозволеното. За пречекорување на брзина надвор од населено место, односно на автопат, до 30 км на час над дозволената, казната е 20 евра. Од 30 до 50 км на час над дозволеното е 50 евра, а од 50 до 70 км на час повеќе од дозволеното, казната е 300 евра, плюс забрана за управување од 3 до 12 месеци. За поменување на црвено светло, казната е 250 евра, плюс забрана за управување од 3 до 12 месеци. За непрописно запирање и паркирање, казните се 25, 40, 150 и 180 евра, односно во зависност каде возилото е паркирано. Ако казната се плати во рок од 8 дена, тога се плаќа 50% од глобата. Ако лицето има забрана за управување на возило, казната се изрекува во половина од пропишаниот рок.
Системот ќе функционира со фиксни камери кои ќе регистрираат брзина на движење, поминување на црвено светло и нерегистрирани возила, а ќе биде дополнет со специализирани полициски возила опремени со уреди за снимање кои ќе се движат низ градовите и ќе документираат непрописно паркирање и други прекршоци. Собствениците на возилата за кои е утврден прекршок ќе добиваат SMS порака и e-пошта со линк за превземање записник со платен налог. Прекршоците ќе можат да се платат електронски, а при навремено плаќање нема да се наплаќаат дополнителни трошоци. За одредени прекршоци, за кои е пропишана и забрана за управување со возило, Министерството за внатрешни работи ќе поднесува барање за поведување постапка до надлежниот суд. Протест на ССМ за зголемување на минималната плата. Синдикалците бараат минималната плата да изнесува 600 евра и зголемување на сите плати за 100 евра. Доколку до крајот на неделата не предложите измени на законот и сложно не го изгласате за да им помогнете на работниците, работничкиот револт ќе продолжи, ќе биде пожесток, ќе следуваат блокади, ќе следува генерален штрајк и ќе следува тоа што вас најмногу ќе ве боли. Ќе собереме 10.000 гласови, подписи со кои ќе станеме овластен предлагач и ќе бараме 80% да ви се намалат вашите плати. 6.000 денари само за една година ни се зголемија трошоците на живот, благодарение на лошите политики и нефер трговци, кои што не оставаат пред најголемите празници со празни трпези. Фала им на газдите што пола Македонија си отиде, што сме биле непродуктивни. Они се многу продуктивни од Мерцедес и Поршињи и од вили у Грчка. Сакам да заврши времето и да си продадат нешто, да дадат дел од колачот за плати. Затоа што не сме ни роботи, ни машини, туку луѓе што раниме семејства. Дојдовме по 600 евра минимална плата и дојдовме да раст на сите останати плати. Дојдовме да си го вратиме достоинството. Дојдовме да им кажеме дека тоа се наши пари, а не се нивни пари. Тоа се пари од наш труд, од наша пот, направени од наши раце. Работниците останале без 600 евра минимална плата во 2028 заради ССМ. Според владеачката партија, тоа е затоа што ССМ одбиле 40% зголемување на платите на административците. Работниците останале без 600 евра минимална плата во 2028 година поради ССМ, Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски. Политичката заробеност на ССМ од страна на СДС се покажува на дело. Дека на Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски, како и ССМ како синдикат, не име грижа за работниците, се докажува по тоа дека одбиле 40% зголемување на платите за административните службеници или минимум во бројка над 10.000 денари за само 2 години од денес. Сето ова само поради послушноста и подчинетоста кон СДС. Доколку овој предлог, односно ова зголемување на владата предводена од ВМРО ДПМН е било прифатено од гранковиот синдикат УПОС, предводен од Трпе Дејановски, и Сојузот на синдикати на Македонија, предводен од Слободан Трендафилов, минималната плата ќе изнесувала минимум 36.000 денари за административните службеници во 2028 година. Единствениот услов од владата е да се потпише нов колективен договор до 2028 година, поради тоа што моменталниот е нејасно напишан и различно е толкуван, а згора на се и е истечен. Но поради политичкото заробеништво на ССМ, Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски од страна на СДС, тие одлучија да шуруваат со нив, сакајки на овој начин да и наштитат на државата. Но не сваќаат дека со ова наштетуваат на работниците, оние на кои што тие велат дека им мислат добре.
Поддршката од СДС и Левица за ССМ е само доказ дека тие немаат никаква искрена намера, туку само напад кон владата, која дава се од себе за зголемување на платите и на пензиите. Како што впрочем тоа го докажавме во образованието, во здравството, во полицијата, Министерството за одбрана, социјалата и за пензионерите. СДСМ со предлог законски решенија за минималната плата од 600 евра. Покрај ова, опозицијата во своите предлози го вметна и замрзнувањето на платите на функционерите. Во повеќе наврати досега разговаравме, укажувавме на потребата да се излезе во пресред на барањата на работниците. На крајот на 2024 година поднесовме предлог закон за зголемување на минималната плата, меѓутоа тогаш тој закон од власта беше одбиен. Имајќи ја предвид се потешката економска состојба во која работниците живеат, драстично намалениот животен стандард, имајќи го предвид порастот на цените, растот на цената на струјата, други трошоци, повеќе компоненти од тоа што представува трошок во синдикалната кошничка, ние подготвивме нови законски решенија кои што ќе ги поднесеме во собранието. Прво, предлог на закон за измени на законот за минимална плата, при што предлагаме зголемување на минималната плата во вредност од 600 евра во нето износ, како и замрзнување на платите на функционерите. Со ова одржуваме континуитет на нашите политики од време кога СДСМ ја водеше владата, кога платите минималната, просечната растеа во континуитет, дури и во ситуација на многу тешки кризи, а истовремено ги поддржуваме барањата на работниците и Сојузот на синдикати кои што беа вчера изнесени во јавноста. Отворени сме за соработка, ги повикувам представниците на Сојузот на синдикати доколку имаат предлози, сугестии да имаат увид прво во овој предлог закон и доколку има некои сугестии така да ги поднесеме. Тука сме како одговорни политичари, како одговорна политичка партија да покажеме грижа, да покажеме солидарност, да излеземе во пресред на вистинските реални потреби на работниците. Не може да има пари за тендери на оваа тендер коалиција, не може да има пари за непотребни трошоци, а да нема за тоа што вистински треба, а тоа е за стандардот на граѓаните. Потрошувачката кошничка и цените растат, инфлацијата исто така, таа го јаде сериозно стандардот. Ние денес имаме практично најниска минимална плата во регионот. Порасна платите и во Албанија, и во Србија, и во Косово, во Црна Гора, само кај нас тоа не е случај. Владата едноставно до сега не води никаква грижа. Само уште еден аргумент за младите, кои што секако иднината ја гледаат надвор. Од земја сметам дека тоа треба да се запре. Во времето на нашето владење се практично и повеќе од дуплираше минималната плата, скоро се дуплираше просечната плата од 22 на 42.000, минималната од 8 на 22.000 денари, и ние не се залагаме само за зголемување на платите, туку за достоинствен живот. Тоа што нашите граѓани, нашите работници навистина го заслужуваат. Сметам дека имајќи ја предвид целата ситуација, сметајќи дека ова се темели на реални параметри, реална потреба на работниците, овој пат, за разлика од минатиот пат, кога предлог законот беше одбиен, сега власта ќе го прифати. Ви благодарам. Продолжуваме со спорт. Утре стартува 13-тото коло од машката кошаркарска Суперлига. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл во сабота гостуваат во Гевгелија кај екипата на Кожув.
Основниот дел од кошаркарското првенство во машката кошаркарска МТЛ Суперлига влегува во интересна и неизвестна завршница. Веќе утре, петок, ќе стартуваат и средбите од редовното 13-то коло. Ако Гостивар на домашен терен одигра како во минатото коло против Тиквеш во Кавадарци, тогаш утре не би требало да имаат никакви проблеми во дуелот со Ангели. Поголем дел од средбите ќе се одиграат во сабота на 31 јануари. Во дербито на колото, работнички ќе го пречека лидерот ТФТ. Интересно и неизвестно се очекува да биде на надпреварот помеѓу Чаир и Пелистер. Во втората скопска пресметка, Феникс на домашен терен го пречекува актуелниот шампион МЗТ. Во сабота од 18 часот во Гевгелија, екипата на Кожув ќе го нагости тимот на Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани во минатото коло покажаа дека имаат тим за бегство од дното на табелата, но мора да ги сведат грешките на минимум, зашто противникот ќе знае да ги казни истите. Во последниот надпревар од ова коло, во недела на 1 февруари, маđари ќе го пречека Куманово. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Температурата ќе се движи од 4 до 9 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.